бегалската криза не почна лани во Македонија, таа почна полани. Затоа што прави од тие бегалци кои инкогнито во тој период уште оградата не постоеше на грчко-македонската граница, заработува локалното население, а и понекогаш автопревозниците. Па после тоа, од кога се дознане дека поголема група, се повеќе и повеќе од Грчка кон Македонија заминува, се вклучија и локалните шверцери. Се вклучија и кумановските, познати шверци на бели роби, тогаш кај нас така се викаше, и се уште се вели, за да после тоа се повеќе и повеќе профитираат тие луѓе. И се повеќе и повеќе се откриваат лицата кои се обиделе да поминат илегално низ Македонија. Се до оној момент, 18 јуни, чинам беше лани, кога и официјално им беше дозволено без проблем да се мине Македонија. Од кога се затвори границата со одлуката на Брисел, се до тоа само се подраматизираше. Стана уште полошо. Како за бегалците, така и за сите други индиректно инволвирани во овој проблем. Се имате ситуација шверц конзерва го викаат. Во еден автомобил патнички каде што собира 5 лица или до 4, ката дневно, тоа е само што е откриеното. Она неоткриеното е уште пострашното. Се возат од 10 до 20 лица, наредени кој ти знае како. При најмал дефект, бидејќи нели полицијава наша е ревностна, па ги пази тие возила, случајно кој ги открие, може да се случи голема катастрофа човечка. Ќе загинат бегалци. Луѓе ќе загинат. Значи, они не се бегалци, они се луѓе. Страшното е што во Македонија никој не води сметка основна. Дека тие не само што се луѓе. Туку страшното е што ние како луѓе во Македонија сме заборавиле дека не постоеле 2 кризи бегалски во Македонија. Туку Македонија од 45-та па до сега доживела 5 бегалски кризи. Значи децата бегалци од Егејска Македонија, босанската криза кога имаше голем наплив, косовската криза, кризата од 2001 и сега ова е. Значи, а од сето тоа профитираат одредени групи, криминални, а страдат луѓето. Жално е.